Коцевски, вие сте еден од добрите познавачи, можем да кажеме експерт за локална самоуправа. Македонија, односно владата на Македонија, новата влада на државата, дел од парите, односно половина од парите од унгарскиот кредит кој го зема пред неколку месеци, ги наменува за општините, за капитални проекти, за кои вели дека тоа е најголемата дотација која од владата оди кон општините. Ваш коментар за ова? Прво би сакал да кажам дека во основа е добро што централната власт им дава пари на општините, затоа што општините имаат хроничен недостиг на финансиски средства, голем дел од нив се дават во долгови, иако една од претходните влади им даде 50 милиони евра на општините, но долговите сега се уште поголеми. Тогаш беа 50 милиони евра, сега се над 70 милиони евра. Да не зборувам за состојбите во јавните комунални предпријатија кои исто така се дават во долгови. Проблем е само начинот на кој тие средства се трансферираат на општините, затоа што тоа не е трајно и одржливо решение и не помага за рамномерниот регионален развој. Во основа, државата мора да направи вистинска фискална децентрализација и да обезбеди одржлив финансиски систем и одржлив развој на општините, а не вака со финансиски инекции постојано да им помага. Тоа е првата страна на работите. За жал со предложениот, односно најавениот закон за измени и дополнување на законот за локална самоуправа, овие теми воопшто не се земени во предвид, затоа што тоа што го најави министерот се само козметички бегли промени, повеќе за да се регулира одземањето на мандатот на градоначалниците, отколку да се направат некои суштински промени, да се продолжи со процесот на децентрализација, општините да добијат повеќе финансиски средства, повеќе надлежности и да се промени самата организација на локалната самоуправа. Да се вратам назад, вистина е дека владите предводени од СДСМ имаат издвоено повеќе финансиски средства за општините, отколку што се овие трансфери сега за време на владењето на ВМРО-ДПМН, но сегашната влада успева тоа пиаровски многу подобро да го пласира меѓу населението и не случајно така наречениот унгарски кредит, односно овие пари за општините се темпирани токму пред локалните избори со цел тие да отпочнат со реализација сега, но сигурно тие ќе се реализираат во следните 2-3 години, затоа што искуството од минатата година со најавените 100 милиони евра покажа дека од најавените 100 милиони евра беа распределени само 73 милиони евра, а до крајот на минатата година се потрошија само околу 300.000 евра, што е многу голема, односно огромна разлика, така да ним пред се од пиар аспект пред локалните избори им е битно да стават камен темелници, да ги промовираат проектите со цел да се додврат на гласачите, а кога и како ќе бидат завршени, тоа е сосем друга тема за разговор. Исто така сметам дека волку големи пари градежната оператива во нашата земја нема капацитет да ги реализира. Да, тој проблем го истакна и градоначалниците. Да, затоа што е невозможно толку многу. Прво, постапките не може да завршат со распишување на тендери, склучување на договори, жалби и така натаму. Меѓутоа, еве сето тоа дури и да заврши како што треба, нема капацитет градежната индустрија во Македонија да реализира толку многу пари, затоа што општините имаат и други своји редовни пари, плюс парите од централниот буџет, парите од Европската унија што доаѓаат и од други донатори. Така да, земено се на се, сметам дека уште еднаш да повторам, добро е што парите одат за општините, но не е вистина дека оваа влада издвојува најмногу финансиски средства. Само да подсетам, во време на владите на СДСМ беа издвоени 70 милиони евра во проектот наречен Македонија без кал од Светска банка, кои беа поправично распределени во споредба со овие пари, затоа што тогаш се водеше грижа за рамномерниот регионален развој на општините. И покрај распределбата по глава на жител имаше и втор критериум, ниедна од малите општини да не добие помалку од 500.000 евра.
што значи дека малите општини добија солидни финансиски средства на сметка на поголемите општини. Сега тоа не е така, сега парите се делат исклучиво по глава на жител. Потоа во времето претходно од Европската инвестициона банка беа издвоени 2 пати по 50 милиони евра за водоводи и канализација, од кои се уште некои се реализираат по општините. Од ТАФ, за сметка на тоа што не градеше аеродром, се издвоја 35 милиони евра за проекти на општините. На крајот на 2023 година тогашната влада се одлучи да им распредели на општините негде над 32,5 или 34, не се сеќам точно колку беа милиони евра, и има уште една рамка постигната со Светска банка од 70 на милиони евра за периодот од 2024 до 2028, и ако на тоа се додадат оние 50 милиони евра за покривање на долговите, значи се работи за повеќе пари. Да, но во моментов се доделуваат 250 милиони евра наеднаш во една транша, пари за кои владата очекува да ги раздвижи општините. Сметате ли дека општините имаат квалитетни проекти кои ќе донесат вистински развој? Не може да се генерализира. Дел од поголемите општини кои имаат изградени по-високи, по-квалитетни човечки ресурси, секако дека имаат проекти и тие веќе го имаат искористено правото за конкурирање или се во завршна фаза да конкурираат, меѓутоа на малите општини им е неопходна потребна помош и во подготовка на проектна документација, затоа што тие немаат пари ни проекти да направат, а камоли да прават големи капитални инвестиции. Така да многу неизвестности постојат, мора да има и сериозна контрола како ќе се трошат парите, за да не дојде до некои неправилности, корупцијски сделки и слично. Градоначалници од помали општини се жалат дека градежните фирми ќе ги фаворизираат поголемите општини каде што кои имаат добиено поголеми пари за проекти на сметка на помалите општини каде парите се помали. Има ли и овде проблем според вас? Па веќе го реков тоа, значи тој е капацитетот на градежните компании, секоја градежна компанија која ќе конкурира ќе гледа да земе некој поголем капитален проект, меѓутоа има недостиг на работници во градежната индустрија и тоа сериозно ќе влијае во обезбедувањето на квалитетни, компетентни изведувачи за сите проекти кои ќе бидат на располагање. Парите нема да бидат проблем, ќе биде проблем нешто друго. Последните денови на вашиот профил на социјалните мрежи коментиравте на една друга тема, како поранешен политичар ги следите процесите, а тоа е надворешната политика на Македонија и незиното редефинирање, новото позиционирање на земја во однос на новите светски промени кои се случија пред се по доаѓањето на Доналд Трамп на чело на Соединетите американски држави. Македонија гласаше воздржано во Обединетите нации за двете резолуции, за кои на едната беше и ко-спонзор заедно со Соединетите американски држави, различно од гласањето на останатите земји пред се на земјите од Европската унија, најголемиот дел од неа. Како го коментирате ова редефинирање, ова ново позиционирање на земја? Прво би сакал да кажам дека целиот свет се наоѓа пред голем предизвик, затоа што тоа што во моментов се случува по доаѓањето на председателот Трамп се нема случено после Втора светска војна, значи се прекројуваат сосем геополитичките односи во светот и од тој аспект тоа е голем предизвик не само за Македонија, туку и за самата Европска унија. Гледате каков е односот на Соединетите американски држави кон Европската унија. Но јас милувам да кажам дека секое зло може да донесе и добро на крајот. Мислам дека ова многу од една страна негативно влијае врз Европската унија, што индиректно се одразува и на нас, меѓутоа може да биде и позитивно затоа што може да ги здружи државите од Европската унија многу повеќе за да станат помоćни, да направат безбедносна стратегија како да не зависат толку многу од Соединетите американски држави, но тоа ќе значи дека мора да издвојуваат и многу повеќе финансиски средства. За мене клучниот проблем е бизнисот, економијата, затоа што зад сето ова се кријат такви интереси, затоа што постои некое мислење од експертите дека всушност тој што ќе го има доминантното влијание монополот во светот врз
вештачката интелигенција, тој ќе управува на некој начин. Тука сериозно заостанува Европската Унија во споредба со Кина и во споредба со Соединетите Американски држави, како што заостанува и со безбедносните одбранбени капацитети, и гледате дека тука се случуваат сериозни промени. Јас мислам дека надворешната политика на нашата земја треба да ја водат луѓе со повеќе седи коси од тие што ги имаат сега. Во надворешната политика треба многу мудрост, треба тактичност, треба мудро влечење на потези за да не се направи грешка. Ние не сме во ситуација сега да фаќаме страна. Мислам дека треба да се водат работите на тој начин да не изигруваме поголеми католици од папата или поголеми суверенисти од русите или поголеми евроскептици од евроскептиците во Европа. Туку треба да правиме чекори кои ќе ги задржат Соединетите Американски држави како наш стратешки партнер, а од друга страна да не си ги затвориме портите за можно, зошто да не и брзо членство во Европската Унија. Мислам дека беше погрешно тоа што се случи со гласањето. Ние мора да застанеме зад ставот на Европската Унија дека Русија е агресор, дека е Путин диктатор, а не дека Зеленски е диктатор, затоа што случувањето на мир кој нема да биде траен може да предизвика голема нестабилност во наредните години и децении, затоа што ќе се јават некои нови генерации кои ќе сакаат да ги исправат неправдите кои биле направени. Затоа трајниот мир што очекуваме да се случи треба да биде правичен, не смее да има територијални прекројувања. Тоа е особено опасно за нас, за Македонија, затоа што Украина е во слична ситуација како што е Македонија и не смееме да ги премолчуваме тие работи, затоа што слична судбина да не даде може да ни се случи и нас. Затоа треба да бидеме многу повнимателни. Во овој момент мислам дека треба да продолжиме со спроведување на реформската агенда за зачленување во Европската Унија, да се бориме против корупцијата и организираниот криминал, да се обидеме да ја подигнеме економијата што е можно на повисоко ниво, да ја зголемиме конкурентноста. Мислам дека е добро да се прати порака дека во вакви клучни, тешки, пресудни моменти за целото човештво, посебно за Европската Унија и за нас, е многу важно да се постигне што поголемо единство во врвовите на власта, заедно со опозицијата. Би било добро да седнат заедно лидерите на власта со лидерите на опозицијата и колку што може повеќе да ги усогласат ставовите, за да има заеднички пристап кон надворешната политика и кон најважните стратешки приоритети на Македонија во наредниот период. Од друга страна го спомнавте членството на Македонија во Европската Унија. Гледате ли некаква шанса за земјава сега откако Европската Унија на своја кожа го почувствува принципот на гласање со консензус во случајот со носењето на резолуцијата кога Унгарија не ја прифаќа резолуцијата предложена таква каква што е и не може да се донесе одлука, а Македонија цело време го чувствува таа блокада прво од еден сосед па сега од друг сосед. Може ли тука да се придвижат работите и Македонија да искористи оваа шанса? Јас сакам да бидам оптимист и да верувам дека може, иако тоа не може никој со 100% сигурност да го потврди, затоа што сега Европската Унија е во ситуација да се посвети прво самата себе си. Посветувајќи се себе си, можно е една опасност има да не заборави нас кои сме во фаза на зачленување, затоа што има по-приоритетни цели, да направи безбедносен чадор, да ја зголеми безбедноста, да издели многу повеќе финансиски средства за одбраната, да ја зголеми конкурентноста, а од друга страна мислам дека може да биде оптимистичката варијанта, може да биде дека ние сме на европското тло, ние сме и потребни на Европската Унија за да може да се заокружи целиот простор и би било добро да станеме дел од групата заедно со Црнагора и со Албанија и да на брза лента да влеземе во Европската Унија до 2030 година. Коцевски ви благодарам на интервјуто. Благодарам и вам.